Почитувани, добра вечер, добре додовте во анализата на Телевизија 24. Вечерва ќе разговараме за неколку актуелни теми кои во моментов се случуваат во државата. Една од нив е законот за попис кој е донесен во собранието и престојниот попис кој треба да се одржи во април годинава. Состојбата со корона кризата, пред се сега планот за имунизација на населението, а исто така ќе разговараме и за европските перспективи на државата. Наши вечерашни гости се претставители на две политички партии, една парламентарна, една вон парламентарна. Тука со нас во студиото е господинот Павле Трајанов, претставител на Демократскиот сојуз и пратеник. Добра вечер. Добра вечер. А исто така во студиото требаше да биде и Стефчо Јакимовски, претставител на ГРОМ, но за жал поради временските прилики Стефчо Јакимовски ќе го имаме онлайн на Skype. Ајде да видиме дали сме тука, се слушаме ли? Да, добро вечер, и двете партии сме парламентарни. Ја се извинувам, да. Се извинувам, длабоко се извинувам, да, лапсус мој. И вие го имате Љупчо Пренџов во собранието. Сакам да ве прашам, требаше да дојдете тука, господине Јакимовски, не успеавте да стигнете. Кажете ми, вие сте, ми се чини, некаде во Паланечко, така? Како е таму, има многу снег? Да. Па има скоро 30 сантима имаме, и не само што има снег, меѓутоа од оздола има мраз, така да е многу опасно да се спуштаме со возила за да стигнеме доле до патот. Од прилика како од државна болница до средноводно треба да се спуштиме, меѓутоа имам опасни надолнини и кривини кои што се секако носат во себе голема опасност и практично е невозможно да се спуштиме во овој момент. Да, тоа е окей, ми е жал што не сум со вас таму. Да, добро е што имаме добра врска, како што гледам се слушаме добро, така да верувам дека и дебатата ќе се тече без проблем. Ајде да почнеме прво со пописот. Законот е донесен пред некој ден во собранието. Господине Трајанов, вие гласавте за законот во оваа форма каква што е донесен. Гледаме дека има за законот доста критики од опозицијата. Тука може да се каже дека тоа е разбирливо, опозицијата тоа го прави, критикува, но тие имаат некои забелешки кои ми се чини се навистина суштински. Една од нив е дека од сите 40 амандмани кои ги поднеле за законот, сите 40 им се одбиени, значи не е прифатен ни еден. Тука е и условно кажана албанската опозиција, која имаше предлози околу закона за државјанство, и нивните предлози не се прифатени, а од прилика тие забелешки ги кажа и претставителот Пендаровски. Вие, како што кажав, гласавте за законот. Мислите ли дека ваков закон без консензус ќе биде ефективен? Клучно е тоа што скоро сите политички партии се дека има потреба нашата држава, Република Македонија, да организира и да спроведе попис. Значи, околу тоа имаме единствен став, и позицијата и опозицијата. И мислам дека треба да има попис после 19 години, веќе 20 година. На Македонија е потребен попис, бидејќи тоа е потребно заради планирање на натамошниот развој на државата во целина, економскиот развој, демографскиот развој и другите аспекти што се клучни за планирање на сите други стратешки активности на нашата држава. Тоа не е спорно. Инаку, спорни има неколку моменти за кои што ја зборов и во парламентот околу разграничување кој е резидентно население, кој не е. Добро е се попишеме сите, значи да се направи попис за сите граѓани, што сите државјани на нашата држава, но мора да има да се одвои колку се тие што објективно живеат во нашата држава. Дали овој закон го овозможува тоа? Значи законот тоа не се вгради во законот, тоа беше една од клучните забелешки, дека тие решенија кои што не се вградени во законот ќе бидат вградени во методологијата за спроведување на пописот. Ја што предложив и од парламентарна говорници вечерот предлагам, ако е можно, експерти од сите политички партии. Тоа е државна работа, меѓутоа парламентот е исто законодавен дом, но тука партиципира
партиципираат во парламентот скоро сите политички партии што се парламентарни. Повторно се вклучени и партиите. Пратениците ги добиваат насоките од партиите, како ќе настапуваат, како ќе гласат и како натаму ќе се одвијат сите работи. Значи, моја сугестија сепак директорот на Завод за статистика да повика експерти од сите политички партии, да погледат заедно методологијата и тоа што е пропуштено, а е клучно, битно за да добие пописот подршка од сите партии, да го вградат во методологијата и мислам дека тоа ќе биде крупен чекор напред. Ако ви кажам дека во текот на вчерашниот ден од 10 луѓе што сум разговарал, двајца експлицитно кажуваат дека нема да се попишат. И тоа сме во една многу опасна ситуација и затоа го поддржувам господинот Трајанов дека треба сериозно да седнеме, да коригираме тоа што може да се коригира, да застанеме сите за пописот ако сакаме да имаме успешни резултати. Никој никому не треба да покажува мускули, нити пак треба да има било каков триумфализам, затоа што тоа ќе ни се удри на сите од глава. Гледате, народот кога не може да се спротистави, едноставно се повлекува, тоа го искаже на референдумот, тоа го искажува на избори со неизлегувањето, тоа ќе го направи и на пописот, без разлика дали на тоа ќе биде господине Екимовски, за разлика од референдумот и избори, тука последиците ќе бидат поинакви. Дали го разбираат тоа? Тоа е револт кај граѓаните. Многу подлабоки ќе бидат, не знам дали разбираат што ќе се случи. Има граѓани кои што се подготвени да направат штета на државата само за да се спротиват на ваквиот однос неконструктивен, нетолерантен однос во кој што нема апсолутно, се гледа дека нема диалог, нема разговор. За оваа работа не може од 40 амандмани ниту еден да не прифатите. И повторно ќе кажам, што е проблем да имаме фингерпринтови? Што е проблем да има отисок од прс? Се споредува со базите што се има во Министерството за внатрешни работи и се ќе биде завршено. Но да се надоврзам на господин Трајанов што рече вакцини. Ај што ги немаме вакцините. Ај што ќе дојдат крај на февруари. Нели прво треба со тие вакцини колку што ги имаме ќе можеме само да ги вакцинираме здравствените работници и евентуално многу мал дел од ризичните групи. Прво, за да некое лице биде вакцинирано, значи треба најмалку 23-4 дена вакцина со ревакцинација, а тоа значи дека ќе нема доволно време, затоа што попишувачите од прилика 30 дена ќе се знаат пред почне пописот, што значи дека работата е лично задоцнета и сето тоа укажува за непотребното брзање за правење на попис. Да се разбереме, сите сме за попис, дајте да го твртиме терминот и дајте да коригираме што може да се коригира и да го поддржиме сите заедно. Да, добро. Господине Трајанов, околу бојкотот, ВМРО ДПМН вели дека тие не ги повикуваат граѓаните на бојкот, но додаваат тие не го прават тоа бидејќи постојат многу високи казни, дека тие не сакаат граѓаните да бидат казнувани, што на некој начин значи се оградуваат од тоа дали тие повикуваат или не повикуваат на бојкот, нешто слично со референдумот. Партијата Левица, на пример, од Собранието, исто така председателот на Левица, тој рече дека тој нема да ги прими попишувачите, што на некој начин испраќа одредена порака до неговото членство. Известно е дека дел од луѓето, како што вели господин Јакимовски, нема да се попишат и покрај казните. Кажете ми, доколку таков попис се спроведе, што ќе правиме ние со тие резултати? Мислам, што би донел тој попис? Значи, ниту ќе имаме регуларни бројки, ниту ќе знаеме повторно колку сме во државата, а како што кажав, понатаму структурата, етничката структура на населението ќе дефинира низа работи, од вработување во јавна администрација, и низа други фактори. Ние треба да разговараме со отворени карти. Значи, клучен проблем кој што создава дилема кај граѓаните е околу можните резултати на етничките колективитети. Тоа значи дека ако има деструкција на пописот, независно оправдана, неоправдана, а се одржи пописот, а има деструкција, тоа ќе го наруши балансот, формално правно зборуваме, затоа што тогаш, ако излезат другите етнички заедници, вклучително албанската сите,
а половина или помалку од половина, колку што е влијанието на СДСМ и другите партии да излезат, тогаш мислам ќе добиеме резултати кои што дополнително ќе ги усложнат состојбите на меѓуетнички план во нашата држава. Ние тоа прашање мораме да го расчистиме и да бидеме свесни, да не кружиме од околу наоколу, не знам економски какви ќе биде стратегиите, без се ќе биде погрешно поставено, но клучно е сега како да се врати до вербата и сите што треба да излезат на попис. Мислам да овозможно да се попишат, тоа да бидат сите граѓани кои што живеат тука и сите државјани на Република Македонија. Тие две категории мора да се раздвојат, да знаеме, значи се планира врз основа на граѓаните што живеат тука. Но ние треба исто така да држиме врска со нашата миграција. Повеќе од 40-50 години се разбиваше единството на македонците кои што живеат во странство, во Австралија, во Америка, во другите држави, во Европа. Службите за државна безбедност и другите постојано работеа на разбивање единството. Сега, неодамна одржав една онлайн конференција со представници од сите континенти и тие што кажа и околу пописот разговарат, околу другите прашања што кажа дека партиите роварат сега во нашите селеништва, ги двојат повторно на СДС, на ВМРО или на некоја друга политичка партија, наместо да бидат заедно, како што е грчката заедница, српската, хрватската, каде што се единствени, полесно ги остваруваат своите права во тие држави кај што живеат. Тие се сите лојални на државите кај што живеат, но нашето иселеништво и натаму е разбиено и сега повторно го разбиваме преку делување на политички партии. Тоа значи само да завршам. Значи ние мораме да изградиме систем кој што ќе гарантира дека пописот ќе биде реален одраз, резултати од пописот ќе бидат реален одраз на состојбите. Дека точно ќе знаеме колку граѓани на оваа држава без разлика на етничката припадност живеат во Македонија, колку надвор од нашата држава. Се разбира дека не ги лимитираме од нивните права, влијание, бидејќи тие милиарди и 300 милиони евра секоја година внесуваат во нашата држава, живеат семејство од тие наши селеници во нашата држава. Сето тоа треба да се респектира, треба да замислиме да имат тие влијание, бидејќи ако се обструира пописот и тие ако не се пријават, мислам дека тогаш ќе добиеме многу лоши резултати, кои што внатре ќе ги заострат состојбите во државата и тие податоци ќе бидат официјални, ќе ги користат не само дома и во странство, и странските држави ќе ги користат каков е етничкиот состав на оваа држава. Мислам дека мора да се води сметка, има време да се коригираат некои елементи, како што реков, преку методологијата и ќе видиме се на се, значи да се коригираат некои работи, да биде добра методологијата, второ да се заштити здравето на граѓаните и од кога ќе се исполнат сите тие елементи, се надевам дека тогаш може да се обезбеди општ консенсус во државата, партиски консенсус, политички, за пописот да се одвива и да имаме реален попис или да биде тоа во се што ќе се офати да биде реално и да постои. Да не се случи некоја... Иначе, деструкцијата, ако се е нормална само заради деструкција да се, мислам дека тоа би било крајно неодговорно, неприфатливо и ќе нанесе огромна штета на нашите стратешки интереси како држава. Ајде вака да ве прашам директно, доколку не бидете задоволни со методологијата како партија, вие, и доколку не се постигне консензус и со методологијата, која ќе биде вашата реакција? Значи, што ќе правите вие? Ако има Доколку значи остане вака се. Ако има празнини или можност за манипулација со бројките или партиски договор за резултатите, ние нема да учествуваме на таков попис. Јас лично не би учествувал таков попис, не би го поддржал пописот и ќе барам да се одложи пописот да се коригираат сите тези елементи. Но ако овие неколку елементи се коригираат во методологијата, ако се обезбеди заштита од можно пренесување на вирусот, мислам дека не е битно, сепак клучно е ВМРО ДПМН како силна, голема опозициона партија, таа да биде вклучена во тој процес и на тој начин дека сите политички партии што се застапени и во парламентот и надвор од парламентот, мислам дека може да се вклучат во тој процес и тогаш ќе имаме попис
објективен и признаен од сите субјекти, независно што таа е државна работа. Вклучени се на еден или друг начин партиите и мораме ние тоа да го респектираме. Да. Тоа е мојот став. Добро, се враќаме на... Да, да, може да, кажете. Мислам дека непотребно ја уфрламе диаспората. Еве сакам да го прашам господинот Трајанов, дали е убеден дека македонската диаспора ќе се попише? И јас гарантирам дека ни 10% од македонската диаспора нема да влезе во пописот, а премногу акцент ставаме на диаспората. Зошто ова го зборувам? Го зборувам и од аспект на колку гласачи нам се пријавуваат за изборите за гласање, да се регистрираат за да може да се гласа. И јасно сакам да ставам до знаење дека диаспората доминантно е ориентирана кон ДПМН и односот на ВМРО ДПМН кон пописот сериозно ќе има импликации врз желбата на диаспората да се попише. Затоа мислам дека прашањето на диаспората е пренагласено и дури се прави обид да тоа има диаспората има сериозно влијание врз бројот на жителите во Република Македонија. Од тие причини мислам дека тука сме една сериозна грешка, која што поголем дел штета на етничките македонци во Република Македонија. Добро, ако ве разбирам, значи вие мислите дека диаспората не требаше да се попишува? А зошто треба да ја попишеме диаспората, не ми е јасно. Не, јас ве прашувам кој е ваше мислење, јас само ве прашам, да. Точно знаеме колку државјани имаме, колку државјанства сме издале, имаме негде околу 2,5 милиона државјанства, останатото ние треба да се преброиме колку сме овде во државата. Точно се знае колку државјанства се издадени, односно колку се со македонски пасош. Зошто инсистираме на таа работа и мислите дека јас повторно ви велам, дали луѓето за гласањето им е битно да се пријават за да може да искористат правото на глас и ние видовме дека тоа беше минимално искористување, односно да не кажам тоа бројки дури занемарливи или пак статистичка грешка. Така да ова прашање што го зборуваме за диаспората, ќе видите дека тука живееме физиско и тоа македонците. Да, сакам да само да се вклучам, значи пошто водиме полемика. Да. Проценки се дека во Македонија живеат околу 1.600.000 до 1.700.000 граѓани тука што живеат, а некаде можеби вкупно сме 2.500.000, 2.600.000. Некаде можеби 800 до 900.000 имаме иселеници, без разлика од етничката припадност. Сосема е различно преку интернет да се внесете како државјанин во пописот, а сосема е друго да се пријавите за да ве внесат во листата за гласање, па да одите не знам колку илјади километри треба да одите да гласате. Мислам дека не можеме да го споредуваме тоа со тоа. ВМРО ДПМН има влијание кај нашите иселеништва, е спорно, може да влијат, може и другите партии, може и ГРОМ, може Демократски сојуз, сите можеме да влијаеме да се активно се вклучат и да се преброат. Како што ќе го направат и ДУИ, Алијансата и другите политички партии, од партијата на турците и така натаму. Неспорно е дека партиите можат да влијат. Камо среќа да не се вклучени и партиите во овој процес, да беше оваа државна работа, државен попис, да имаме доверба, тогаш немаше да има потреба ни да имаме вакви расправи, дискусии околу пописот. Факт е дека сме ние силно партизирана, ispolitizirana држава и влијанието во носењето на ваквите одлуки е клучно партиите да го поддржат еден процес. Добро, Јакимовски, да? Торонто е втор по големина град во свет во кој што живеат македонци, значи над 130.000. Ајде кажете ми, тамо не треба километри и милји да се попинат за да се пријавиш за да одиш на избори да гласаш. Колку? Па не се пријавуваат ни 200 луѓе од цел Торонто. Што значи дека интересот е многу мал и ќе видите дека тука ќе доживееме фијаско. Јас сериозно ставам забелешка на оваа работа, ќе заврши пописот, потоа ќе зборуваме и мислам дека наместо од тоа прашање да се тргнеме, ние сериозно се буткаме, а точно се знае зашто се буткаме во таа работа, за да потоа доживееме фијаско
и повторно да не бидат искомплицирани работи. Но една многу друга питна работа сакам да кажам. Гледате ли како Социјалдемократскиот сојуз цело време не држи во политичка криза? Цело време ние разговараме за политички теми. Цело време ние сме во политички превирања за да не разговараме за вистинските теми. Тоа е ковид кризата, тоа е економската криза, тоа е животниот стандард, тоа е опстанокот на предпријатијата, тоа е зголемување на извозот и така натаму. Значи, Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев цело време не држат нас во една политичка криза. Да ве вратам назад, па беше референдумот, па беа уставните измени, па потоа беше СЈО, па признавањето, односно влезот во НАТО, не признаваат, не признаваат, договорот со Преспа, Бугарија. Значи, ние цело време се бавиме со политика, но никако да се вратиме на оние теми кои што живот значат за граѓаните. Да. И мислам, и наметот на Социјалдемократскиот сојуз да не прифати било што од опозицијата е цело време да не држи во една, така да кажам, во еден ладен конфликт, кој што цело време ќе создава политички тензии за да практично бегаме од вистинските теми кои што се битни за граѓаните на Република Македонија. Сега ќе се префрлиме на една од главните теми на оно што се случува околу ковид кризата, но сакам уште една работа да ве прашам, господин Јакимовски, мислите ли дека вие како партија, како дел од сегашниот опозицијски блок, исто така бевте заедно партнери во минатата власт, која имаше многу покомотно мнозинство на десетина години, кога го направивте оној пропаднат попис, мислите ли дека кај вас лежи огромна одговорност за ова сега што се случува? Околу пописот зборувам, околу попис. Да, тогаш имаше по двајца попишувачи од различни етнички заедници и видовте што се случи. А сега Не видовме што се случи, никогаш не дознавме што се случи. Значи, тоа е поентата што никогаш не дознавме што се случи. Одите на едно место или на сред село и ви носат документи или пак копирани документи од 500 луѓе. Вие треба да ги попишете. Тоа беше главната причина зашто се откажа пописот. А сега ние ќе имаме само еден попишувач, нема да има никаква контрола. Како сакате да веруваме во таквен попис? Зошто не го кажавте тоа тогаш? Бидејќи јас еве ова прв пат го слушам. Бидејќи ние со години прашувавме што се случи со пописот, никогаш не добивме одговор. Веројатно јас имам малце повеќе информации. Ете тоа се случи. И секако дека сега за да немаме такви проблеми, сега ќе оди само по еден попишувач. Што ќе попишува, како ќе попишува, тоа воопшто не е битно. Дали тие ќе се попишат како диаспора или ќе се попишат како резиденти, кој тоа ќе го утврди, кој тоа точно ќе го провери. Добро, ајде уште едно само подпрашање, еве има и господинот Трајанов. Верувате ли во ова, еве што го кажа господинот Трајанов, во повикот партиите повторно да се повикаат во Заводот за статистика и да направат консензус околу методологијата? Значи, верувате ли во такво решение? Јас верувам во такво решение и зошто да не? Но повторно ќе кажам, некој сака нонстоп да создава политички тензии за да бегаме од вистинските теми. Тај да седнеме да договориме. Луѓето не се глупави, да слушаат што зборуваме. Значи, ако има сомнеш во пописот, дајте да ги тргнеме сите сомнеши и да одиме на попис. Ама тоа може да не видат ако не видат сите заедно. И викаме да, направивме добра методологија, ќе одиме на попис, сите ја подржуваме и тогаш и граѓаните ќе имаат доверба во пописот и нема да има обструкции. А вака, како да искочиме да повикаме ајде да се попишуваме, кога јас самиот не сум уверен во квалитетот на пописот, во резултатите, во манипулациите и така натаму. Тоа е клучот. Да, добро, сакав. Не можам да само сакам да ве на господин Јакимовски да му појаснам. Значи, Република Македонија, ако има добро организирана и поставена методологија, тоа е за државјанството. Ние знаеме точно колку државјани има Република Македонија. Со можни грешки, бидејќи некои починале, останале во... Тоа не е спорно. Проблем е ние што не знаеме... Проблем е што ние не знаеме каде се тие и колку се надвор државата. Системот затоа треба сите евиденции што располага МВР да се користат. Во законот ја тоа го укажав, има грешка. Вика, базата на податоци за државјанство е на располагање на комисијата, односно на Завод за статистика, а другите на место на живење. Сигурно ќе се користат, меѓутоа може да биде тоа пречка во
во имплементацијата. И затоа во методологијата треба да се стават сите можни базини податоци да се проверуваат, преку нив да се проверуваат податоци. Јас сум сигурен дека ако има добра волја, ако веруваме во системот, во државните институции, ако сите партии се вклучат во тој процес со позитивни активности, тогаш можеме да имаме попис со статистичка грешка. Тоа е, знаете дека пописот или го прави Завод за статистика, тука има секојаш има некаква процентуална грешка, но тешко ќе биде, тоа се сложувам дека тешко ќе биде нашата миграција, нашите селници да се јавуваат преку интернет треба, но треба да го објави имотот, фамилија и така натаму. Не знам дали тоа ќе го прават сите, но доволно е еден број да се јави и што е најважно, ние мораме да ги користиме евиденциите што ги имаме. Мораме да знаеме колку државјани има. И сега, преку пописот, ако утврдиме точно колку живеат во нашата држава, тоа би било добро. Со тоа што има еден клучен проблем. Ако година дена, ако живее надвор, скоро сите во Европа, многу мал број дојдоа оваа година во Македонија. Точно се поклопува година дена кога не можеа да се вратат заради ковидот. Тоа исто така суштински проблем кој ќе ни се појави при пописот. Така да има многу отворени прашања, но ако има експерти, Завод за статистика, ако има експерти, бидејќи сите експерти сега што се декларираат, тие се партиски, или са на СДС, или на друга политичка партија, или на ВМРО. Тие партиски експерти нека се соберат, нека ги вградат сите најдобри можни решенија во методологијата и да можеме да го организираме пописот. Доколку не се соберат сите тие позитивни аспекти, ако не се вградат во сите овие работи, тогаш треба да се преиспита дали е можно одложување или не знам. Пописот треба или да се организира подржан од сите, или да се одложи. Нема средна варијанта и така и вака, и да се попишуваме и да не. Тоа би било катастрофа за Македонија. Да, Јакимовски, сакавте нешто да додаде? Самиот кажавте дека веројатно еден број од диаспората ќе ги даде податоците, ќе се пријави преку интернетната. Значи, еве и самиот имате резерва. Тоа е првата работа. Сигурно Втората работа. Тука не е тоа спорно. Така. Втората работа, не дојдоа во земјата за време на ковид кризата оние што работеа, значи во фирмите во странство кои работат, не дојдоа, сите што останаа без работа се вратија во Македонија, што ќе прават во Германија, во Франција, во Америка и така натаму, бидејќи кириите, закупнините се скапи, трошоците се скапи и сите се вратија во Република Македонија. Така да таму останаа тие што работат и што планираат на подолг рок на работа. Но вие Така, но вие начнавте една многу интересна тема. Сте биле министр за внатрешни работи. Не е ли срамота за сите министри да немаме податок колку граѓани во Република Македонија во моментот ни се наоѓаат повеќе од година дена надвор, а се државјани на Република Македонија? Толку е тежок тој софтвер. Ова прашање јас сум го поставил уште во време кога беше министер господинот Джанко, значи беше ни се случуваше да луѓе кои што си по 17 години во странство ни плакаме плави картони, плакаме на домашна адреса и кога поборав од МВР-та го даде тој податок, кој на 3 месеца не во земјата, МВР нема. И до ден денеска ние го немаме тој податок. Па не ли е се тоа срамота? На самото излегување на граница, кога ќе се стави пасошот, компјутерот, односно системот треба да даде во било кој момент колку се над месец дена, над 3 месеца, над година, над 2, над 5 и така натаму и така натаму. Мислам дека тоа е срамота за сите министри да немаме таков податок, што е многу едноставен и само треба да сакаме да го сработиме. Но очигледно дека таа работа цело време се става по тепих, веројатно има некоја позадина. Да, добро. Нема, само да му одговорам, нема никога позадина. Системот е воспоставен, на граница се води евиденција за излез и на влез. Меѓутоа има пропусти во тој систем. Јас знам дека има пропусти. Таа евиденција ќе се користи, но ако се ослониме само на таа евиденција, тогаш ќе имаме исто така погрешни податоци. Треба пошироко истражување, да се споредат и други податоци, други базини податоци, за да се дојде до точност дали на вистина тие што ја напуштиле државата не се вратили. Често пати сведоци сме во летните месеци кога се дигаат рампите, кога притискаат да се вратат, се двојат странски наши државјани влегуваат без евиденција. Тие што влегле
и ние третираме дека се надвор, а они може да се Да. тука. Значи, не треба 100% да веруваме на тие евиденции, затоа што не се баш така идеално направени и функционални да 100% кој излезе се евидентира. Вие знаете и грците како летно време ги дигат рампите, влегуваат сите, излегуваат, така да не можеме да 100% да се ослониме. Таа база на податоци треба се користи, сигурно ќе се користи, но дека е 100% точна, тврдам дека не. Добро, мора да направиме кратка пауза за реклами, ќе се вратиме во студиото, ќе продолжиме со темата за вакцинација, ќе се обидеме да дознаеме кога земјава ќе добие вакцини. Останете со нас.